Почитувани гледачи, ова е новата ТВ ординација. Мој вечерашен гостин во ТВ ординација, повторно доктор Стево Иванов, уролог во Поликлиника Филип II овдека во Струмица. Докторе, добре ни дојдовте повтор пат во ТВ ординација. Добро ве најдов. Така. Вечерва со доктор Иванов зборуваме за тема која што ја засега машката популација. Тоа е бенигната хиперплазија на простатата. Докторе, проблем со кој што колку постот машката популација ја опфаќа, што значи ова заболување и кога најчесто се појавува? Значи, самата бенигна хиперплазија на простата во превод значи зголемување на жлездата. Значи, самата жлезда има во себе после 45-та година од животот на мажот феномен на разрастување. Овој феномен на разрастување значи стварање на ново жлездано ткиво. Значи, за почеток, еве така, али сакам да кажам што представува како анатомска единица. Значи, простатата е жлезда со екзогено лачење. Таа анатомски е составена од 6 составни делови по стари теории. Значи, 6 делови, 2 латерални, преден заден дел, медијален и субцервикален. По новите теории, ова жлезда анатомски е составена од 3 дела, 2 латерални и 1 медијален или субвизикален дел на простатата. И тој субвизикален дел со текот на возраста знаат да проминира и да представува возвишување на самиот врат на бешика и да дава некоја лоша слика во диференцијал диагнозата на простатата и да биде сватена како некоја друга состојба, најчесто како тумор на вратот на мочниот мевар. Значи, на овој начин е таа поделба. Има и друга теорија на поделба на простатата, најнова, периферен дел, транзиторен дел и централен дел. Така тие се разграничени. Од транзиторниот дел се ствара тоа жлездено ткиво. Периферниот дел најчесто одговорен за малигни процеси на жлездата, а централниот дел фактички е строматозен дел, а под строматозен дел подразбираме делот од самото ткиво на простатата, кај што се крвните стадови и мазни мускулни влакна, што е градат стромата на простатата. Значи, самата жлезда е сексуален орган, лачи секрет, на екзогено се исфрла и тој е обичен алкален секрет и служи како медиум за одржување на животот на спермите и флексибилноста и подвижноста ја одржуваат на сперматозоидот. Така. Кога настанува проблемот на хиперплазијата? Кој е најчестиот причинител, да кажеме, за оваа бенигна хиперплазија? Најголем причинител во 60-те години по теоријата на Хугинс се смета дека тука е во прашање хормонската страна на проблемот. Се мисли дека со возраста на мажот преовладуваат повеќе естрогените отколку машките полни хормони тестостерон и тие се причина за да таа жлезда има феномен на разрастување. Значи, со развој на молекуларната биологија, овој проблем се уште не е добро доразјаснет, бидејќи кај некои мажи, иако се смета дека преовладуваат естрогените, нема појава
на тоа разрастување, значи не може да се оправда теоријата со хормонската зголеменост на естрогените, значи и кај некои мажи таа појава не е целосно застапена. Така и таа теорија на еден начин не е доволно разработена и до крај усовршена. Така, велите појава, но сепак е заболување нели на простатата. Како пациентите сами откриваат? Кога го откриваат алармот? Алармот го откриваат по зачестено мокрење. Значи, мокрењето е еден знак кој е многу важен за нас уролозите. Значи, по начинот на мокрење, дали тоа е зачестено полакиурија или болно мокрење со крвава мочка, тие се многу важни симптоми и анамнезата е многу важна кога еден пациент ќе дојде кај уролог. Значи, уролошката анамнеза е многу лесна и достапна и лесно можеме да ги добиеме тие податоци и да дојдеме до лесна дијагноза. Значи, самото зголемување на жлездата дава зачестено мокрење. Еден маж со просечна старост од 40 години почнува веќе да има симптоми на зачестено мокрење. Значи, во текот на денот ние можеме да мокреме 5 до 6 пати во текот на денот. Еднаш или никогаш навечер. Еднаш или никогаш. Под никогаш подразбираме, значи, нормално човек да функционира без проблеми или симптоми од самата жлезда. Ако тоа мокрење е изразено ноќе еднаш или два пати или повеќе пати, 5-6 пати, проблемот се наоѓа тука. И треба, нали, да направиме одредени испитувања. Од физикалните методи на испитување, како првична физикална метода е дигитално ректално туше. Со ова многу стара метода и која никогаш не е напуштена од нас уролозите, со вториот прст од десната рака во положба на колено-лактен положај, пациентот се наместува со преку ракавица и со желе на прстот се права така наречено ректално туше и се влегува во анусот 2 см од аналниот отвор и се прави палпација на жлездата. Таа е достапна и најчесто со оваа палпација ние стекнуваме дојам за големината, за болезливоста, за ограниченоста и сочуваноста на така наречен сулкус простате. Значи, тука добиваме соодветни податоци, дали се работи за нормална простатична жлезда и големината, мислам тоа не го реков. Обично кај здрав маж, возрастен маж до 40 години, таа би требало да биде вовеличена на костен и сулкус простате да биде сочуван. Значи, сега во последно време не се исклучени можноста и помлади особи да боледуваат од таа болест, дури многу млади особи да заболат и од уште по страшно што е и фатално од оваа болест, ракот на простатата. Така, тоа сакам да ве прашам, бидејќи е бенигна хиперплазија на простатата, кога се случува ли почесто да биде и малигна? Па, обично малигноста кај оваа жлезда е во подлабока старост, во сцениумот. Значи, јас како уролог во првите години, ректалното туше ни беше најсоодветен начин да откриваме и да осеќаме. Со ректалното туше може да се напипа чвор на самата жлезда и нема ограниченост.
значи со околината. Простатата како дифузно да е проширена без ограниченост. И ние многу често ги споредуваме големините со некои природни нешта, да речеме нормална простата за 40 годишен маж е костен, поголем костен, зелен орев, поголем орев, мандарина и има огромни, да речеме, величини, што може да ги со голема мандарина, значи така ги обликуваме со природни големини, али тоа после се диагностицира нели со новите методи на диагностика, со ехосонографија. И тука, например, се одредува волуменот, големината на простатата, значи на еден начин со ректално туше и ехосонографија на самата жлезда се одредуваат големините. Значи, секоја бенигна хиперплазија до 50 см или грами, сантиметри, 1 сантиметр одговара на 1 грам, може да биде, ги сметаме во мали простати, над 50-60. Јас сум имал случај, значи големина до 140 грама простата. Обично тие пациенти може да мократ и можам да речем дека и големината не е мерило за обструкцијата. Значи може и мала фиброзна простата да даде ретенција. Ретенција значи да бидеш затнат, да не можеш да мокреш никако. Значи, големината, пак ќе речем, не е секогаш мерило за обструкцијата. Обструкција значи да бидеш комплетно затнат и таа обструкција може да биде акутна, комплетна и инкомплетна обструкција или ретенција. Така. Да. Како и секое заболување, претпоставувам дека и проширената простата се лекува. Да. Какви начини на лекување постојат и какви се практикуваат од страна на уролозите? Значи, лекувањето на бенигната хиперплазија на простата може да биде конзервативно и хируршко оперативно. Од лековите што се индицирани од Светската здравствена организација, најчесто употребувани лекови се алфа блокери. Од нив лек што најчесто го применуваме кај помлади особи е тамсулозинот. Значи, за 2 до 4 недели ефектите се присутни, мокрењето се подобрува и пациентите се знатно задоволни. И втора група на лекови се инхибитори на 5 алфа-редуктаза. Тие го намалуват нивото, тие се хормонски лекови и го намалуват нивото на дехидротестостеронот. Значи, со намалувањето на дехидрокортистеронот се забавува растот на жлезата и со тоа и најчесто го даваме кај големени простати. Може двата лека, значи алфа-блокерот и тамсулозините и финанстеридите да се комбинират и ефектот е одличен. Например, има ретенци, после месечна терапија од двата лека се постигнуваат добри резултати и ако пациентот после терапија од месец дена, 2-3 месеца дојде, дури може комплетно да се измокрува без никаков рест урин. Се враќа простатата во првобитната положба или не? Не се враќа, се намалува, обемот се намалува. Едниот делува на финанстеридите делуваат на обемот, а тамсулозините делуваат на релаксација на глатката мускулатура на капсулата, на вратот и во комбинација се одлична терапија. Има и фитотерапија, значи има лек еден што се рекламира и по нашите телевизии, значи Простамол Уно. Тоа е препарат од така наречена америчка палма, екстрактот е Селеноја репенс. Значи,
во комбинација со тамсулозините ги даваме почесто кај млади особи, а додека финастеридите повеќе кај стари особи. Финастеридите малку се незгодни во терапијата и пациентите обично се жалат после примена терапија. Се намалува, ако пациентот е 60 годишен, осеќаат симптоми на намалување на либидото, а исто и намалена обемот на ејакулацијата. Значи, тие се нус ефекти и многу од пациентите често ги откажуваат, сакат промена на терапијата, малку се незадоволни и така. Така. Што е со оперативниот дел на лекувањето? Оперативниот дел на лекувањето, еве, јас тука можам да кажем во нашата поранешна установа. Така. Опериравме класични отворени операции на простектомија. Најчеста од овие оперативни операции беше трансвезикалната простектомија. Тие се крвави операции и вредат за едни од најкрвавите операции во хирургијата. И за да, значи, се спремен да оперираш простектомија, отворена операција трансвезикална, треба да се спремен со крвни деривати, најмалку 3-4 пакетчиња крв, бидејќи се сметат за најкрвави операции. Значи, после самата енуклеација на простатата, тие знаат обилно да крварат, а ние уролозите обично не се плашиме од уролошките крварења, знаеме оти морат да престанат. После има еден друг вид на операција, исто ретропубична, и најзастапена, значи, метода во денешниве услови, мислам, во светот е трансуретралната простектомија, ТУР простате кратко наречена, и ова метода е најчесто употребувана и се смета дека 95% од операциите во светот се изведуваат со трансуретралната простектомија. Така. Кои се најчестите ризик фактори за зголемената простата? Може би причини, се знаат ли причините, откриени ли се причините, зошто се појавува оваа зголемена простата кај мажите? Па јас ви реков на почетокот, значи питање се хормонска активност, значи хормонот дехидротестостерон, и се смета дека тој е фактор кој делува на клетките на простатичното ткиво и се развива тој така наречен феномен на разрастување. Значи, самото жлездено ткиво ствара ново ткиво и тај е незапирлив процес, а старото создадено ткиво се бутка во периферија. Кај некој тоа е поизразено, кај некој помалку. Значи, али во главно тоа е суштината на процесот. Така, каква е прогнозата? За колку време се лекува? Зависно со терапијата, не е нормално. Значи, хируршката терапија има ефект и тоа траен ефект. Така. Ако бидеш добро опериран, значи и двете методи се добри во раците на добар уролог, и трансуретралната и отворената. Кај отворената имаш можност да го енуклеираш целото жлездено ткиво и да биде, значи, да нема ниедно жлездено ткиво оставено, значи това е од самиот уролог зависи, а кај трансуретралната, значи, секој уролог се труди да изделка колку што може повеќе ткиво од самата жлезда. Оти простатата представува еден вид конус свртен со врвот надоле, со базата према бешиката, и срцевината на конусот е, или може да ја споредиме со јаболко, со базата према вратот на мочниот бенус, со другиот дел према доле. И срцевината фактички е простатичната уретра,
и од тој дел према периферијата, колку ткиво ќе се извади, толку си поефикасен. Значи, се зависи од самиот хирург, уролог. Така. Ги спомнавме хормоните, значи ли тоа дека со развојот на хормоните на популацијата некаде 15-16 годишна возраст постои како ризик дека можеби ќе се појави проширување на простатата или пак можеби подоцнежните години ја прават и проблематиката? Значи, до пубертет и после пубертет таа е во умирување. Така. Значи, после 40-45 година тие промени се јавуваат, зголемувањето, хиперплазијата. Значи, не и порано. Така. Значи, обично таа возраст, јас можев така, се сеќавам на некои проценти, значи, од кога почна, да речем, од 40 до 49 година, има 14% од случаевите, од 50 до 59 околу 25 и над 60 години 50% од случаевите со зголемена бенигна хиперплазија на простата. Така тој процент ми е врежен во умот и се сеќавам од порано. Така, но сепак, како и што кажавме и во текот на разговорот, се лекува, значи ништо не е неизлечиво, што кога станува збор за проширената простата. Се надевам дека гледачите и оваа вечер извадија заклучоци, научија нешто кое што им било можеби ете и недостапно, особено на повозрастната популација. Ви благодарам што одвоивте време и што бевте повторно дел од нашата ТВ ординација. Се надевам дека повторно ќе се видиме во некое наредно издание со нова тема, интересно за нашите гледачи. Јас ви благодарам што бев учесник во вашата емисија. Така. Верувам дека и во наредна прилика ќе бидеме во вашата емисија. Така. Ви благодарам уште еднаш, а вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Се гледаме наредната ТВ ординација со нови гости и секако нова тема.